Odredi го растојанието од координатниот почеток со координати 0, 0 до правата 3x минус 4y плюс 6 еднакво на 0. Растојанието d ќе биде еднакво апсолутна вредност на 3 по 0 минус 4 по 0 плюс 6 врз корен од а на квадрат 3 на квадрат плюс б на квадрат е минус 4 па на квадрат. 3 по 0 е 0, 4 по 0 е 0, апсолутна вредност од 6 е 6 врз корен од 9 и 16 е 25, а корен од 25 ќе биде 5. Значи, растојанието на координатниот почеток до оваа права е 6 петини. Во наредната пета задача да ги одредиме висините на триаголникот ХА, ХБ и ХЦ, ако се познати координатите на неговите тегнења. Ние ќе се обидеме да најдеме само една од трите висини, ако е ова триаголникот АБЦ и ако од точката С под прав агол пуштиме кон страната АБ, која што всушност ќе представува права АБ, тогаш од С до подножието ќе биде висината ХЦ. Всушност, висината ХЦ, која што ќе ја пресметаме, представува растојание од точката С до правата АБ. Значи, први да ја најдеме правата АБ. Точката А има координати минус 2 и 5 и точката Б има координати 6 и минус 3. Одиме со шемата за права помеѓу две точки. Минус 3 минус 5, че од минус 3 вадиме 5 по х плюс, каде што застанавме, ќе продолжиме со земење. Од минус 2 да извадиме 6 по y и плюс 6 по 5 минус 2 по минус 3. Еднакво на 0. Минус 3 минус 5 е минус 8х, минус 8y, 6 по 5 30, 30 минус 6 е плюс 24, еднакво на 0. Целата равенка ќе ја поделиме со минус 8 и дефинитивно равенка на правата С, која што е всушност равенка на права на точките А и Б, поделено со минус 8 ќе биде х плюс y плюс поделено со минус 24 поделено со минус 3 еднакво на 0. Да провериме, ако ставиме х минус 2 и плюс 5y, 3 минус 3 на 0, значи точката лежи, 6 минус 3 е 3 и минус 3 е 0, значи наистина точките А и Б лежат на правата С. Дефинитивно, висината ХЦ ќе биде еднаква на апсолутна вредност од координатите на точката С, значи точката С има координати 1 и 9, треба да ги замениме во добиената права С. Значи апсолутна вредност на пред х стои единица во правата по 1
плюс пред y стои единица, по y вредноста е 9 и минус 3, затвараме абсолютна вредност, врз корен от а на квадрат плюс b на квадрат, а и b си единица, значи 1 на квадрат плюс 1 на квадрат, за да дефинитивно добиеме 1 и 9. 10 минус 3 е 7 врз корен от 2. После рационализација на бројката со корен 2 и горе и долу, ќе се добие дека висината ХЦ е 7 по корен 2 врз 2. Како би ја нашли висината ХБ? Значи висината ХБ ќе биде растојание, значи ХБ ќе биде растојание од точката Б до правата АС. Значи, како што го решивме примерот за да најдеме висина ХЦ, така ќе може да се најде и ХБ. АС правата ќе биде всушност правата на две точки со координати А и С, и кога ќе ја добиеме правата во общ облик, применувајќи ја формулата за растојание од точка до права, каде што сега растојанието ќе се бара од кого? Растојанието ќе се бара од точката Б до правата АС, ќе ја најдеме ХБ, а исто така и ХЦ ќе се најде како, ХА ќе го најдеме како растојание од точката А до правата БЦ. Значи треба да се доврши задачата со тоа што истата постапка како што ја најдовме висината ХЦ, така ќе ги најдеме и висината ХБ, односно